Што се случува со онлайн сервисите доколку не сме активни некој одреден временски период? Некои од тие сервиси можат да го избришат вашиот акаунт, но некои нема да го избришат и тој ќе си биде достапен кога и да го побарате. Сега, ќе почнем со Facebook. Со социјалната мрежа Facebook. Ако не сте активни, односно не сте логирани подолг временски период, вашиот профил ќе биде цело време достапен и нема да биде избришен. Инстаграм, знам дека имаше едно време временски период од 90 дена. Значи, ако не сте активни, односно не сте логирани таму 90 дена, вашиот профил може да биде избришен. Следно, имаме Google и Outlook. Во Google, ако не сте логирани 2 години, но исто така и во Outlook, вашите акаунти ќе бидат избришани. Но меѓутоа во Google има една предност, но тоа е за оние корисници кои што имаат YouTube канал и имаат поставен некој видеозапис. Тие корисници се поштедени од бришањето на нивниот акаунт. Следно го имаме Јандекс. Тука имаме временски период од 2,5 години. Ако не сте логирани 2,5 години, речете му на вашиот акаунт чао. Онлайн сервисите Мега и Digo имаат временски период од 90 дена. Сега, остануште се TikTok да кажем што е са него. Таму имам прочитано дека ако не сте активни, вие 180 дена, вашиот акаунт нема да биде избришан, ама вашето корисничко име ќе го смени со корисничко име кој што има некои таму рандом бројки. Сега, за да го избегнете бришањето на вашите акаунти, барем потрудете се во тој временски период што го даваат тие сервиси, еднаш да се логирате колку да му регистрира таму во системот дека сте се логирале и да го спасите вашиот акаунт од тотално уништување, односно од комплетно бришење.